Средношколскиот пленум ве повикува на среда 6 мај и на четврток 7 мај со почеток во 17 часот со собирно место овде во паркот на Новинер во кампот на Средношколскиот пленум, сите да се собереме и да излеземе на мирен протест пред Министерството за образование и наука. Тоа ќе се случи во наредните 3 дена и со тоа сакаме да им покажеме на надлежните институции дека тука нема да запреме. Бидејќи они сакаат да си поиграат со нас, сега ќе не видат на улица, сега ќе не видат заедно со нашите родители, со нашите наставници, со сите граѓани кои што не поддржуваат. Исто така, ја користам оваа прилика да на јавноста да ги прикажам некои од листовите за петицијата. Од петицијата за поддршка на средношколците. Може прашање? Па, според нашите процени и броења некаде околу 10.000 потписи. Александар, кој е ефектот на вашите протести кога веќе денеска соопштивте дека ги подпишувате пријавите за државна матура? Значи, реков и како и во претходните пресконференции, остануваме на нашите барања. Пријавите ги подпишуваме од технички аспект, тоа е техничка формалност, остануваме на барањата. Компромисот кој што они го велат дека е постигнат, не е постигнат со нас за во однос на државната матура. Остануваме на барањето за екстерното тестирање, остануваме на барањето за државна матура. Ќе нагласам, не сакаме да ја матурантите не сакаат да ја загубат оваа година и наредната година на факултетите да имаме две први години, тоест две генерации бруцоши. И затоа четврта година што се учениците ќе ги потпишат пријавите и ќе се вратат на бојкотот на наставата да бидат сплотени, солидарни и колегијални кон учениците од прва, втора и трета година. Неколку пати Министерството повтори дека нема повеќе да ве примат на средба и дека не отстапуваат од екстерното тестирање. Кој е ефектот од вашето бојкотирање на настави ако се наближат тие 25 дена? Значи, тие 25 дена, како што рековте, се наближуваат. Остануваме на бојкотот. Ефектот е да извршиме одреден вид на притисок врз надлежните институции. Тоест, да успееме да инсистираме да имаме уште една средба со нив, ако може да постигнеме нешто во однос на барањето за екстерното тестирање. Ако не, ние остануваме на нашето и не се повлекуваме од тука. Се плашите ли дека може да ви избркаат во училиште? Дека тие 25 дена ќе дојдат? Одреден ставка и страх кај средношколците постои, но мислам дека сите се охрабрени од тоа што они го спроведуваат овие неколку месеци. Колку отприлика матуранти протестираат? Само матуранти, да кажем? Отприлика матуранти, па некаде околу 7 до 8.000 матуранти ја бојкотираат наставата. Други прашања? Утре и заутре од 5 саат сте овде? Да, од 17 часот собирно место овде во паркот на Новинер во кампот и излегуваме на улица и ја блокираме улицата со мирен протест да го искажеме нашиот револт заедно со поддршка од родителите, наставниците и од сите загрижени граѓани кои што го поддржуваат Средношколскиот пленум.